Добра вечер. Понеделник, 6 април 2026, започнува дневникот на КТВ. Секторот водовод при јавното претпријатие Комуналец Кавадарци на карактеристични места низ градот направи интерни испитувања на водата за пиење. Со резултатите од испитувањата се утврди дека присуството на резидуален хлор во водоснабдителниот систем е во граници на нормалата. Со ова се констатира дека водата од градскиот водовод Лукар е исправна и може да се употребува за пиење, информира денеска од јавното претпријатие Комуналец. На иницијатива на градоначалникот Митко Јанчев започна активности за чистење на спомен обележијата во Кавадарци со обезбедени соодветни материјали и средства за нивно одржување. Во рамки на акцијата вчера се чистеше спомен обележието Костурница во градскиот парк, при што се отстрануваа графити и други несоодветни оштетувања. Активностите се реализираат во соработка со територијалната противпожарна единица Кавадарци и јавното претпријатие Комуналец со заедничка цел зачувување на достоинството и значењето на овие обележија. Како локална самоуправа посветено се грижиме за заштита на спомен обележијата, историјата и културното наследство, оставајќи ги како вредно сведоштво за идните генерации, велат од општината. Јавното претпријатие Комуналец Кавадарци продолжува со интензивна реализација на планираните активности за подобрување на градската инфраструктура и одржување на јавната хигиена. Активностите се извршуваат на улицата Иво Лола Рибар, по барање на местната заедница денеска започна комплетна реконструкција на фекалната и водоводната линија во должина од 50 метри. Целосната инвестиција и изведба се на јавното претпријатие. На Бигла се работи со висок интензитет, додека на Диме Поцев веќе е завршена првата од трите предвидени решетки и се работи на втората. Екипите работат и на расчистување на наносите од земја на тротоарите на улицата Лазо Асијата. Од јавното претпријатие велат дека остануваат посветени на подобрување на условите за живот и континуирано уредување на јавните површини во сите делови на градот. Утре Македонската православна црква го слави светото благовештение или во народот познат како Благовец. Во пресрет на празникот вечерва во двата храма во Кавадарци се служеше акатист кон Пресвета Богородица со петолебие. Почитувани верници, на 6 април понеделник и на 7 април вторник црквата торжествено ќе го прослави и празникот на светото благовештение Благовец. На 6 април понеделник со благослов на нашиот духовен татко митрополитот Повардарски Господин Агатангел, кој се грижи за спасение на нашите души, за заштита на нашите семејства и за благодат и успех на нашите деца. Со почеток во 18 часот во двата храма ќе се отслужи мало повечерие со акатис и петолебие, на кои сите верни чеда можат да донесат 5 лепчиња, вино, неварена пченица и масло, и заеднички се помолиме на Пресветата Богородица за заштита и напредок на нашите семејства и истите осветени и благословени ги вратите во вашите домови за заштита на вашите деца. Утредента на 7 април, вторник, во сите храмови ќе се отслужи празнична златоустова литургија, на која ќе се помолиме на нашиот Господ Исус Христос, кој преку молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица да ги заштити сите наши деца од секаква неволја. Света Дева Марија, уште како мала, на 3-годишна возраст, ја однеле нејзините родители во храмот за да му служи на Бога. Таа останала таму цели 12 години и кога наполнила 15 години, таа не смеела повеќе да остане во храмот, туку требало да се сврши и да стапи во брак. Таков бил законот, но нејзиниот одговор бил поинаков и таа рекла дека не сака да се мажи, туку сака да му се посвети на Господа Бога. Тоа ги збунило свештениците и додека тие се чуделе што да направат, а да не го прекршат законот Божи, ете Бог му открил на свештеникот Закарија, таткото на светиот Јован Крстител, да повикаат 12 мажи од Давидовето колено, кои немаат женив, и од нив да го одберат оној кому ќе ми одоверат Светата Дева Марија,
како и на оној кој ќе ја чува нејзината девственост и дадениот завет, а ќе се грижи за неа. Бог одбрал да му ја дадат на Јосиф од Назарет, кој што и бил роднина и бил во одминати години и имал деца кои биле на возраст колку Марија. За него ја свршиле и таа продолжила да живее во неговиот дом, исто како да е во Соломоновиот храм. Времето го минала во молитва, читање на Светото Писмо, богомислие и ракотворство. Од дома не излегувала и световни работи не ја интересирале. Малку зборувала, а никогаш без потреба. Најмногу другарувала со ќерките на Јосиф. А кога се исполнило времето, на овој ден, 9 месеци пред Божик, Бог го извршил ветувањето и го испратил архангелот Гавриил да й каже дека таа ќе е Божја мајка. Настанот го опишува и Светото Писмо и Светото предание. Во Евангелието според Лука се запишани зборовите на благовестието и разговорот со архангелот. А Светото предание кажува дека тогаш Света Дева Марија била во градот Назарет, во куќата на Јосиф и го читала Светото Писмо, и тоа точно зборовите од книгата на пророкот Исаија, кој пророчки велат дека девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Само што се израдувала на пророштвото и возбудено помислила дека кога би знаела која е таа девојка, би служила до крајот на незиниот живот. Ете, нејзи се јавил архангелот Гавриил и кажал дека таа е девојката што ќе го роди Спасителот на светот. И кога влезе ангелот при неа рече: радувај се, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. Историјата на Новиот Завет ја отворил архангелот Гавриил со зборовите радувај се, со благовест започнува времето на спасението. На сите оние кои овие празници ги прославуваат како куќина слава, нека им е вековита славата, а оние кои имаат имен ден, нека им е вековит имен денот. На празникот Благовештение, Благовец, бидејќи оваа година се паѓа во страдалната недела, се дозволува постна храна на масло без риба. Но пак ќе повториме, за славата или именденот, сите ние го чистиме нашиот дом и трапезата ја украсуваме, но треба пред се да појдеме во храмот на Светата литургија, да се соединиме со Христа и си ја очистиме душата и така украсени ја понесеме благодата Божја за спасение на нашиот дом, за Господ Бог по молитвите на Пресветата Богородица и на сите свети не помилува и спаси. Амин. Во музеј Галерија Кавадарци беше отворена изложбата Мајкинство, дела од 7 авторки од уметничката група Моми. Кавадарци оваа вечер има гордост да ја представи оваа изложба. Ова е нетрадиционална изложба за нас, малку повеќе на концепт. Изложба на 7 авторки за прв пат во Кавадарци. За самите дела ќе си каже збор Трајче Цветков и една од авторките Христина. Ние благодариме за вашето присуство, благодарни до општина Кавадарци и до Совет на општина Кавадарци, до господинот градоначалник Митко Јанчев за нивната подршка. Да не ви држам многу, можете да уживате во овие прекрасни дела. Изложбата ќе биде отворена 14 дена. Трајче повели, каже си збор, па ќе ни се обрати и самата авторка. Благодарам. Благодарам. Почитувани гости, почитувани љубители на уметноста, почитувани авторки. Оваа групна изложба ги обединува различните уметнички практики во заедничко истражување на просторот, каде што создавањето и грижата не се одвоени, туку постојано се допираат, преклопуваат и меѓусебно се обликуваат. Наместо да се постават како спротиставени полови, едното поврзано со продукција, другото со посветеност и разбирање, тие овде се разбираат како паралелни состојби што се развиваат истовремено, често во исто време и исто тело. Зборуваме за 3 аспекти на мајкинството. Мајката како мајка биолошка, која го раѓа, не родила нас, нели? Сите ја знаеме оваа мајка. Потоа мајката што ја нарекуваме таа што е дарителка, таа од која се храниме и не храни. И божествената мајка, таму каде што сите сме прегрнати.
И тоа да се надоврзам како што нели е опишано во текстот, тоа што е заедничко за сите нас како авторки е женскиот аспект на мајката. И тоа е од просторот каде што секоја една зборува за себе на начин на кој е допрена во својата женска природа. Пораката за мене, пораката на оваа изложба не е само каде ние твориме, туку да го разбереме просторот од кој твориме, а самата креативна енергија е енергијата на мајката. Мајката го креира човекот, мајката е таа што ги креира условите и божествената мајка е која го спроведува самиот живот. Се што е создадено како форма е од мајкиниот принцип. И тука престануваме да бидеме ние авторките, а вие публиката, туку почнуваме да зборуваме за нешто што треба сите да не допре, а тоа е првен прашањето за мајката, каков е нашиот однос кон мајката. Ако сакаме да видиме каков е односот кон мајката, може само да погледнеме, да си ги погледнеме децата и дали ни се допаѓа тоа што го гледаме. Потоа, ако сакаме да видиме силата на жената, да препознаеме кога денеска жената вели дека е успешна, кога денес жената вели дека е успешна. Вие сте со Дневникот на КТВ, следуваат и останатите содржини. Македонија рефлектира стабилност во регионот, да нема никакви стравувања, порача денеска премиерот Христијан Мицкоски во врска со цените на горивата. Ние со вчерашната одлука на влада практично овозможивме да регулаторната комисија денеска ги намали акцизите за дизелот од 4 денари по литар, а за бензините 2 денари по литар. Исто така, во разговор со ОКТА, лично разговарав и со раководството на ОКТА во Атина, но и со раководството односно Хеленик Петролеум и ОКТА тука во Скопје. И успеавме да обезбедиме дополнителен период од месец дена за ние 3 денари за литар дизел и 2 денара за безоловен. Кога се тоа ќе се стави во функција, тогаш за бензините треба да имаме и поевтина цена од таа која што е сега, а за дизел горивата не би требало да имаме на одредени бензински пумпи покачување. И покрај тоа што имаме озбилна предизвикувачка состојба во државата. Но не само во државата, на секаде во светот. Од аспект на количини сме стабилни, имаме доволно количини, тука не треба да имаме никакви стравувања. Зголемена е потрошувачката, зголемен е конзумот, од негде 1,5 милион на ден литри на 2 милиона литри. Имаме притисок на одредени погранични места. Ја продолживме и мерката 18 на 10% ДДВ, се со цел да го заштитиме стандардот на граѓаните и бизнисите, се разбира. Она кое што представува наша цел е да бидеме фактор на стабилност и тоа го правиме. Она Македонија која што коленичеше и молеше, верували или не, повеќе не постои. Сега имаме Македонија која што помага, од која што бараат помош, која што рефлектира стабилност во регионот, која што е фактор на стабилност, зрелост, тоа е многу важно. И на тој начин ќе се однесуваме како влада и во иднина. И ќе ја следиме состојбата. Утринава, откако стартува берзите на исток, постепено продуктите ја намалуваат својата цена, но да видиме како ќе затвори денот и да видиме како ќе затвори неделата. Целосно се реконструирани 6 операциони сали во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Задоволство да се биде дел од резултатите од проектот 10 операциони сали, кои што денеска веќе ги промовираме 6 од нив. Сали кои што навистина имаат светски квалитет, сали кои што имаат гаранција 100 години на инфраструктурата внатре, мобилни сали кои што исто така ќе може и телемедицина да се вгради.
се со цел да може и асистенција од надвор, но исто така и да се овозможи учење од далечина, за да може нашите студенти од амфитеатар да следат дел од операциите, а да не бидат дел од физички дел на операционите сали. Значи, ако ги видовте, салите се навистина со светски стандарди, тоа е задоволство за здравствениот систем. Ние сме еден ден пред светскиот ден на здравството и задоволство е да нашата инфраструктура, како што каже директорот, веќе се мапира на светските мапи на сали, операциони сали. Наредниот период ќе бидеме сведоци уште на 4 такви сали во оваа клиника во кампусот Мајка Тереза. Исто така продолжуваме и со новите инвестиции како влада. Тука овој проект е 282 милиони денари вкупно за 10 операциони сали. Знаете дека во процес сме на продолжување на вработување на 300 доктори кои што ќе бидат дел од здравствениот систем. Веќе ние како влада цениме дека со добар квалитет, добра инфраструктура може да нудиме здравствен систем во реално време и со европски квалитет. Така да ова е уште еден чекор во таа. Владата на Мицкоски ја загрози екзистенцијата на земјоделците, обвини од криволак председателот на СДСМ Венко Филипче. Разговараме со земјоделци, лозари, производители на житарици и може да констатирам дека ситуацијата е навистина алармантна. Во оваа временска ситуација кога растат цените на нафтата, земјоделците се соочени со сериозни предизвици. Прво, по прашање на нивната екзистенција како земјоделци и семејства кои што преку земјоделството ги издржуваат. И второ, мора да знаеме дека може да се соочиме со сериозен недостаток поради сета оваа криза и негрижата на власта за овој сектор, недостаток на производство на одредени земјоделски култури, посебно житарици, што значи дека во следниот период може да се соочиме со дополнителен раст на цената на лебот до крајот на годината. Имено, никој не води грижа за наводнувањето, каналите не се исчистени. Никој не води грижа за откупните центри кои што ги уценуваат со ниски цени земјоделците, а потоа тоа им е услов да добијат некакви субвенции. Ниска цена на субвенција, ниска откупна цена на килограм произведено грозје. Сега нема никаква најава дека црните грозја од сортите на црни грозја ќе се откупуваат. Ниска субвенција и неисплатена за сточарите, висока производна цена поради висока цена на работната рака, водата, ѓубривата, се на се, сметам дека оваа ситуација треба да биде сериозен аларм. Ако згора не се ставиме дека ги нема дополнителните пари преку ИПАРД програмата поради тоа што власта Европа ги фати како тие пари ги крадат брутално од џебот на земјоделецот. Ние во следниот период, имајќи ги предвид нивните барања, ќе предложиме неколку предлог закони, како што тоа го направивме лани, што за жал власта го одбија, тоа беше зголемен откуп на цена по килограм грозје. Искрено се надевам, иако не верувам, дека од оваа власт ќе не идеме на разбирање и дека ќе се обезбеди некаква помош за земјоделците. Дали за промената на деталниот урбанистички план во Тетово, ДАКА го подмитил заев со 4 милиони евра, праша Бране Петрушевски на денешната пресконференција на владеачката ВМРО ДПМН. Дали за промената на ДУПот во Тетово, ДАКА го подмитнил заев со 4 милиони евра. Во аудиоснимката, во која прорускиот бизнисмен Миотраг Давидовиќ Дак разговара со посредникот на заев Зоран Милевски Кичеец, Дака му вели на Кичеец дека ако ја спроведе работата, тој ќе им даде 2 милиони, а друг ќе им даде уште 2 милиони евра. Според аудиоснимката, која е достапна на социјалните мрежи, јасно се вели дека заев ќе заработи 4 милиони евра доколку се изгради бетонската џунгла во Тетово, која требала да биде со околу 2000 стамбени единици со проценета вредност од 200 милиони евра. Дали со овие пари заев и неговиот чирак Филипче купуваа акции во индиската авиокомпанија или пак купија станови во Дубај? Филипче и СДС никогаш не се оградија и дистанцираа од заев, затоа што тој го води СДС и одлучува во името на Филипче. Јавното обвинителство, по диктат на заев, и СДС не ги истражи овие индиции и сомнежи за подкуп вреден 4 милиони евра.
Затоа го повикуваме повторно да се истражи случајот, затоа што граѓаните заслужуваат правда. Ист авторитарен модел, контрола на медиуми, лажни афери и манипулации. Орбан, Јанша, Вучич, Мицковски. Тема на денешната пресконференција на опозиционата СДСМ. СДСМ алармира. Истата мрежа на медиумска контрола, црни кампањи и политичка манипулација која што со години ја одржува ВМРО-ОКГ се злоупотребува во Унгарија, Србија, Словенија. Сега е директно вклучена и во најновиот скандал со лажни вести за експлозиви во Кањижа. Според истражувачките извештаи на Центарот за истражување на корупција и организираниот криминал, БИРН и други, унгарскиот бизнисмен Петер Шац, близок до Орбан и неговите компании ЦХС Инвест, Таргет Медија Груп и други, контролираат 40% од медиумскиот простор во Македонија. Сите целосно ставени во служба на ВМРО-ОКГ и нивните бизнис интереси. Истата мрежа, преку истиот Шац, контролираат и медиуми во Словенија, кои директно ја поддржуваат партијата на Јанес Јанча, СДС. Денес унгарските медиуми блиски до Орбан шират приказна за руско сценарио и напад врз унгарскиот суверенитет со наводни експлозиви во Србија. Ова приказна, почитувани, доаѓа токму во финалето на изборната кампања во Унгарија и се толкува како дел од лажна операција False Flag за создавање паника и евентуално одложување на изборите. Во неја е директно вклучен и Александар Вучич со својата СНС, сестринска партија на ВМРО-ОКГ во регионот. Ова е истата шема која што ја гледаме со години во Македонија. Лажни афери, пласирање на страв, анти-ЕУ пропаганда и напади на СДСМ преку медиумите кои ги контролираат луѓето на Орбан за како да се одржи ВМРО-ОКГ на власт покрај катастрофалните политики. Во Словенија, истите медиуми, истиот Шац, плюс ангажирање на израелски фирми за приватно разузнавачко делување како Black Cube, за снимање и ширење на лажни скандали против противниците на Јанша. Во Унгарија, Орбан директно ја користи оваа мрежа за домашна пропаганда и за извоз на својата идеологија. Во Србија, Вучич и СНС се дел од истата авторитарна оска, која што ги користи истите методи, контрола на медиуми, лажни вести и создавање на непријатели за да се задржи моќта. Орбан, Јанша, Вучич, Мицковски не се случајни сојузници. Тие користат ист принцип на владење, купување или контрола на медиуми преку прокси компании, пласирање на лажни вести и афери, создавање на атмосфера на страв и непријателство кон Европската Унија и демократијата, за да ја одржат својата власт на сметка на граѓаните. На граѓаните на Македонија ова сега им е многу појасно. СДСМ бара истрага од АВМУ за финансирањето и уредувачката политика на медиумите поврзана со мрежата на Орбан во Македонија. Европските институции да го испитаат ова прекугранично мешање во внатрешните работи на земјите од Западен Балкан. Прекинување на странското влијание врз нашиот информативен простор. Македонија заслужува слободни медиуми и демократска влада, која што работи за граѓаните, а не за странски авторитарни центри на моќ. Време е да се стави крај на овој модел на манипулации. Затоа СДСМ сака Европска Македонија. Креативна работилница за мали уметници во Винскиот музеј. Кавадаречките основци изработуваа великденски украси кои утре ќе се продаваат на градскиот плоштад. Општина Кавадарци во соработка со основните училишта од град Кавадарци организира великденска работилница со цел негување и зачувување на богатата традиција и културното наследство поврзано со овој голем празник. Во рамките на работилницата, учениците ќе имаат можност креативно да изработуваат великденски украси, ракотворби и традиционални символи. Изработките ќе бидат изложени и достапни за граѓаните утре на посебно организиран базар, каде посетителите ќе имаат можност да уживаат во празничната атмосфера и да ги поддржуваат младите креативци.
Базарот ќе се одржи утре во 10:30 часот на градскиот плоштад. Сите школи се, како што кажавте, вклучени во оваа манифестација, која што е традиционална. Украинците потоа ќе бидат изложени на плоштадот. Децата кои што ги изработуваат украинците, истите деца ќе бидат задолжени за нивна продажба, а парите собрани од оваа манифестација, односно од продажбата на украинците, ќе оди во хуманитарни цели. Сега кажи ми вака, која бира тематиката кога цртежите, украсите се во прашање? Тематиката нормално е Великден, меѓутоа дали се јајца, кокошки, зајчиња, оние великденски? Па се она што асоцира на Великден е вклучено во оваа тематика, нели во изработката на украсите. Како што кажеш, најчесто се тоа нели зајчиња, пилиња, се што може да се изработи, крошници од хартија, од разни материјали, од памук, од текстил, од... Тоа ми беше следното прашање. Да. Исклучува хартија или изработуваат од разни материјали? Од разни материјали, меѓутоа хартијата доминира затоа што децата сакаат да покажат и цртеж на хартијата, нели полесно се режи со ножици и така натаму, полесно може да се работи на неа со лепак, претежно се од хартија, меѓутоа има и од други материјали кои се малку посложени за изработка, меѓутоа гледам дека децата се сноѓаат и во таа сфера. И кажеме за крај, има ли талентирани уметници меѓу овие млади кавадарчани? Да, секој дека има и тие се задолжени сега за овакви настани да се покажат и докажат како уметници. 3 години аерокик во Кавадарци. По тој повод, вчера на спортскиот центар Јасмин се одржа вистински сурвајвар на отворено. За прв пат во Кавадарци нешто несекојдневно. Еден вид сурвајвар, меѓутоа женски сурвајвар. И тој сурвајвар има и причина зашто се случува, со оглед на фактот што денеска 3 години од аерокик клубот Будо, 3 години како Олгица Орешкова го води овој спорт. Спорт е, нели? Да. Кажи ми, како беше пред 3 години, како е сега? Па, вака, најпрво благодарам на сите што дојдоа, на сите учесници кои што учествуваа. Го разбудивме оној детски такмичарски дух, иако сме ние возрастни жени, сепак имаме и дете во себе кое што го криеме. Пред 3 години и сега има голема разлика, повеќе членови, повеќе идеи што може да ги реализираме. И понатаму вежбите беа составени од трчање, ползење, тимски дух, дисциплина и мотивација за успех. Секоја година го организираме надвор, но оваа година решивме да не е само за членовите од нашиот клуб, туку да биде и за одјавен карактер настан, односно да може да се пријават и некои што не вежбат, чисто да го запознаат нашиот спорт, да му се приближат и да видат што точно работиме ние на тренингот кога сме во сала. И исто така имаме кикбокс тренинзи кои што го реализиравме и надвор, ги запознавме и со затоа што често пати кога слушаме кикбокс мислиме дека тоа е машки спорт, дека овде се доведуваат разни опасности, дека може да се повредиме на тренинг и се тоа. Сега му доближивме на некои што воопшто тоа не го правеле, да видат дека тоа може да биде и на рекреативен начин. Со оглед на фактот што ти си исто така и кикбоксер. Јас сум кикбоксер, но ова го правиме од рекреативен дел. Јас не вежбам такмичари, јас вежбам рекреативци. Често пати овој како спорт аерокик го поистоветуваат со оние курсеви за самоодбрана и така натаму. Колку има вистина во тоа? Не, кај нас не е за самоодбрана. Знаете како, на улица тоа колку и да си спремен не значи дека секогаш си подготвен. Што јас не практикувам, доколку видиме некоја ситуација што е посериозна, предлагам да се тргнеме на страна, отколку веќе да се правиме дека ние знаеме нешто. Разумот да преовладее. Нормално. Денеска девојките ти беа поделени во 2 екипи. 2 екипи од по 7 членови. Алфа и Омега. Алфа и Омега. Тимовите покажа тимски надпреварувачки дух, што мене ми беше посебна важност, затоа што имаме многу нови кои што не знае кој и како, па ги измешавме заедно со моите членови. Има добра координација, добра организираност и си помага, што мене тоа посебно ми значеше и се надевам дека и тие си поминаа убаво. Кој победи?
Алфите беа подобри, но тоа не значи дека Омега следната година нема да се докажат подобро. Годинава имаше на некој начин и гости, имаше една представничка од Неготино. Две. И размислуваш ли да отворите филијала и во Неготино со на фактот што Аеро кикбокс клубот, односно Аеро кик клубот отвори веќе филијала во Росово? Да, Надица Димитрова, да поздравам овој пат, таа го отвори во Росоман. Може би во иднина, моментално немаме ништо размислувано, но зошто да не во иднина, зошто да не? Ке го подсетиш ти Александар Ристовски, тој ќе избрка сета работа. Она техничка, ако така можам да кажам. Да, може да се деси нешто. Што се однесува до дисциплините, кој ги бираше? Дисциплините беа смислени од мене и од мојот тим. Покрај тоа што го правиме ние на тренинг, сепак тежинскиот тренинг и тие работи ние ги практикуваме и на тренинг, па затоа не беше нешто тешко да го измислиме настанот. Сега, со на фактот што ова беше рекреативен настан, тука го забележавме и Спајдермен, правеше нешто збрке кај девојките. Тимот на Маскоти Happiness, кој што сакам да ги поддржам, тие оваа година ни испаднаа во соработка исто така. Тоа се и мои добри пријатели, исто така се и спортисти, кои што од прва си ја разбраа работата, што беше. Работата беше да направиме малку забава покрај се тој такмичарски дух. Малку така му сметаше, но не беше нешто страшно. Не ги налути, не го исцепа. Аерокик клубот работи во склоп на Центарот за боречки вештини Будо. Како, кога, колку пати на ден, колку пати во месецот, да ги информираме сите оние што сакат да ви се приклучат? Да, ние сме една гранка од повеќето различни бранши во нашиот Центар за боречки вештини Будо. Аерокик имаме 3 пати неделно, вторник и четврток од 21 и 10 часот, додека недела сме од 18 часот. Ирена Мицев, една од учесниците на денешниот Survivor, во кој тим бевте? Во Алфа тимот. Значи, победивте денеска? Денеска освоивме победа, да. Кажи ми вака, како споминавте прво? Предобро, преубаво. Ваква женска мотивација и голем тим, преубаво. Редовно одиш на тренинзите? Не сум редовна, но се трудам да бидам редовна. Колку ова што го правите овде, на терен или во сала, ви помага во секојдневието ваше? Па после секој тренинг добиваме многу енергија, сила, мускулите си ги јакниме секој ден, така да многу добро. Имаше порека да овие помладиве да ви се приклучат во клубот, следната година да ги видиме во поголем број? Да, на младите му препорачувам да вежбаат редовно, никогаш да не се откажуваат. Оти сето ова си влева сигурност во себе, сила во себе, за секојдневните обврски и позитивна енергија. Продолжуваме со спортот. Тиквеш утре во Кавадарци од 15 часот и 30 минути ќе го пречека Силекс. Во втората лига 3 екипи со ист број бодови го запоседнаа врвот на табелата. Во 25-тото коло од првата македонска фудбалска лига имаше неколку изненадувања. Екипата на Шкендија беше непријатно изненадена и поразена од Пелистер со 1:2, а со идентичен резултат 1:2 Струга на домашен терен загуби од разиграниот Работнички. Бреда во дербито за опстанок го добија Арсими со 2:1, а Силекс со 6:0 го совлада Шкупи. Во скопската пресметка Вардар со 5:1 славеше против Македонија Ѓорче Петров, а фудбалерите на Тиквеш одиграа 2:2 на гостувањето кај Башкими. Прволигашите веќе утре го стартуваат вонредното 26-то коло, во кое утре, вторник, на градски стадион во Кавадарци, со почеток од 15 часот и 30 минути, Тиквеш ќе го пречека Силекс. Второлигашите ги одиграа средбите од 23-тото коло, во кое се постигнаа следниве резултати. Охрид Новаци 3:0, Преспа Саса 1:4, Детонит Кожук 3:2, Слога Победа 4:2, Беласите Осогово 0:0, Шкендија Рачиново Тетекс 2:0. Во дербито Скопје загуби од Штипска Брегалница со 0:1, а во дербито на дното Вардар од Неготино конечно победи и тоа на гостувањето кај Голема Конјари
со 0:1. Третолигашите од групата Југ ги одиграа средбите од 19-тото коло во кое се постигнаа следниве резултати. Борец Ултрас 8:0, Тополка Башкими 1:2, Бучин Питогули 1:3, Росома на домашен терен загуби од Превелец 0:2, а Венец во Долни Дисан го декласираше Млекар со 6:1. Последното коло од регуларниот дел во македонската машка кошарка донесе неизвестна и навистина луда завршница. Поради големата неизвестност околу тоа кои екипи ќе го продолжат надпреварувањето во борбата за титулата, а кои ќе играат за опстанок, сите надпревари од последното коло од првата фаза на првенството почнаа во исто време, вчера во 18 часот. Маđари очекувано на домашен терен го совлада Фенерџијата Ангели со 106-81 и ја завери позицијата 4 во плейофот. Гостивар пред своја публика го совлада со 76-74 директниот конкурент во борбата за опстанок екипата на Феникс. Чаир го изненади актуелниот шампион МЗТ со 76-68, но тоа не им беше доволно за плейоф, а МЗТ ќе мора да се задоволи со втората стартна позиција. Кожув во Гевгелија со 89-82 го доби битолски Пелистер, па така и двете екипи ќе играат во плейофот. Кожув како петопласиран, а Пелистер како третопласиран. Интересно беше на дуелот помеѓу Работнички и Куманово, кој го доби скопскиот тим со резултат 76-72 и ги повлече кумановчани со себе во плей-аутот. Поразот на Куманово го искористи Тиквеш Голден Игл, кој во Кавадарци го декласираше лидерот ТФТ со 102-74. Со оваа победа, Кавадарчани стигнаа до позицијата 6, која води во плейофот, а ТФТ и покрај поразот ја задржа првата позиција на табелата. Епилогот вели, во плейофот уште 5 кола ќе играат ТФТ, МЗТ, Пелистер, Маđари, Кожув и Тиквеш. По завршувањето на додатните 5 кола од оролоџото, 4 најдобри ќе играат полуфинале за титулата. Во плей-аутот ќе играат Чаир, Куманово, Работнички, Феникс, Гостивар и Ангели. И овие екипи ќе одиграат уште 5 оролоџо кола, пошто трите најслабо пласирани ќе се преселат во понизок ранг. И во плей-офот и во плей-аутот се пренесуваат бодовите од регуларниот дел на сезоната. Девојките ги одиграат средбите од 19-тото коло во кое се постигнаа очекуваните резултати. Бадел го совлада Спорт Тим со 82-58. Во дербито Вардар не можеше да му парира на лидерот Крива Планка и загуби со 63-84. Пробаскет не успеа да ја искористи кризата кај Баскет Кам и беше поразен со 50-66, а екипата на Патриот славеше на гостувањето кај МЗТ со 47-61. Викендов се одиграа средбите од четвртото коло ракометниот плейоф и плей-аут сегмент во машката ракометна Суперлига. Во плей-аутот Еврофарм Пелистер 2 беше сигурен на домашен терен и славеше против Струга со убедливи 39-22. Пролет пред своја публика загуби од Прилеп со 29-30, па така прилепчани остана единствени перфектни во оваа конкуренција. Радовиш не успеа да го изненади Куманово и загуби со 24-28. Во четвртото коло од ракометниот плейоф во скопската пресметка Бутел беше надигран од Алкалоид со 21-37, а истото му се случи и на Тиквеш во Кавадарци, каде загуби од лидерот Вардар со 24-35. Во дербито на ова коло во среда ќе играат Еврофарм Пелистер и Охрид. Екипите ќе играат во овој термин, бидејќи Охриџани игра евронадпревар со грчки Олимпијакос, кој го добија и се пласира во полуфиналето од ЕХФ купот, каде ги чека двомеч со Целје од Словенија. У
утре ќе се задржи сончево и топло време, температурата ќе се движи од 5 до 25 степени. Од среда и во деновите потоа ќе преовладува променливо облачно време со повремен локален дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во сабота. Поради продор на постуден воздух од север на планините и на некои од повисоките места, врнежите ќе бидат од снег. Од четврток температурите ќе бидат во позначително опаѓање. Тоа беа содржините во дневникот. Имајте пријатна вечер со нашата програма.